Еколошката катастрофа што се случи во Крива река е очекувана за струмичките екоактивисти. Тие велат дека ова е последица на она што го предупредуваат последните 8 години, дека рудниците кои работат со цијанид се потенцијална еколошка бомба над секој регион. Според нив, Македонија е премала земја за да има тешка и загадувачка индустрија од ваков тип. Се додека ние како држава, како народ не створиме услови да ги одвраќаме таквите, за мене, злонамерници, кои што сакаат да ни го земат богатството што го имаме тука, а они да ни остават отровите, секој пат ќе бидеме соочени со такви опасности. Ние во моментот сме некој вид Елдорадо за таквите компании кои што тоа им е професијата, тоа им е работата да експлоатираат рудни богатства, поготово металични суровини или уште поточно, ако сакате, злато и бакар. Еколошките здруженија предлагаат итни мерки кои ќе вклучуваат драконски казни и строга законска регулатива за да се делува превентивно со индустриските капацитети кои се закана за екосистемот и целата животна средина. Со таквите услови кои што законот ги поставил, да имат, порано имаше 2, а сега многу големи 3% од пријавената добивка како концесијски надвојсток. Со таквата казнена политика, каде што овие 200.000 евра представуваат само пола процент од печалбата на фирмата која што остварила предходната година. Тоа значи вака, ако ние имаме некој што прима плата од 43.500 денари, и ако го казните вие со 200 денари, тој, мислам, ќе му даде и бакшиш на тој што го казна. 200.000 евра може би значат многу за обичните луѓе, но однос на хаваријата, во однос на тоа што како штета, тоа е ненадоместливо. Тоа 200.000 евра не е ништо. Последниве 8 години југоистокот на Македонија се бори против отворање на рудници на негова територија. Граѓанските здруженија поттикнаа и локални референдуми, но издействуваа и законски измени со кои на новоотворените рудници им се забранува употреба на цијанид во преработката на рудата.